Активизам, синдикализам, работничка борба, надмината пракса или пак неопходна иднина. На овие теми денес разговараме со Анета Гулева. Здраво, Анета, добре дојде во Гласни идеи. Здраво, Джейлан, ти благодарам за поканата. Многу сум возбудена што можам да споделам некои мои мисли околу темата. Одлично, ти благодарам што ја прифати поканата. Ние се знаеме од активизам, така што може прво за тоа да почнеме. Порано активистичкиот круг, да кажам, пружеше поголем отпор на случувањата во општеството. Испаѓа како да сега да нема потреба да се пружи отпор, од друга страна сметаме се случуваат постојано работи на кои што треба да реагираме. И што мислиш, што се случи, каде се скрши тој отпор? Супер, одлично прашање и одлична дијагноза на состојбата, би рекла. Јас со активизам бев доста активна, доста вклучена во еден период пред и околу случувањата 2015 година. Тогаш имаше мотив кај огромен број на луѓе да искажат еден свој внатрешен гнев за состојбите. Мислам, тригерите беа од други причини во смисла на недемократијата во која што живееме и во смисла на големата неправда која што ја поднесуваме од осамостојувањето на земјава до сега. И веројатно тој период беше една голема катарза за голем број на луѓе кои што или интимно работеле на прашања поврзани со активизам. Во конкретниот случај јас бев поврзана најмногу со прашањата поврзани со работничките права. И бев многу срекна што може во тој период да се вклучам токму на некои тогаш актуелни движења како Солидарност и просто тоа е еден период од мојот живот во кој што драго ќе се сеќавам секогаш. Од аспект на другиот дел на прашањето кое што го спомна, зошто тогаш наваму ние чувствуваме еден голем јас помеѓу тоа што е потребата за активизам и што се случува на теренот. Мислам дека од тогаш до сега просто еден голем дел на луѓе не го изгуби еланот, меѓутоа им се намали енергијата со која што може да одговорат на предизвиците кои што секојдневието од аспект на активистички потреби го наметна. И од друга страна, природната потреба во таквите движења да се вклучат нови луѓе и нови сили. А не се вклучуваат нови доволно? Не се вклучуваат доволно, бидејќи просто нивната енергија ја стимулира екзистенцијата од една страна и од друга страна нивната активистичка енергија ја превзема политиката, бидејќи таа конкретно им нуди зад завесите конкретни решенија за кои што луѓето се определуваат. Тоа на еден автентичен активист би му било уште поголем предизвик и уште поголем мотив да се вклучи, меѓутоа не е баш сето тоа толку едноставно, затоа што во констелацијата во која што ние живееме, а тоа е долги години на осиромашување, луѓето немаат голем избор и прават многу компромиси за да може да задоволат нешто што е можеби поголемо од нив. Значи јас конкретно после тој период кој што го спомнав, бев активна во синдикати, бев активна со она што продолжи да функционира како Солидарност во некои активностите на социјалниот центар и многу сум благодарна што имав таква можност, бидејќи успеав да запознаам прекрасни луѓе кои што живеат и работат во компании, се активни преку, конкретно беше тоа во тој период со Агросиндикат, значи се активни во одборите на Агросиндикат и делот тие луѓе ми оставија голем впечаток дека се предадени за тоа да се изборат за сопствените права и не само за нивните лични сопствени работнички права, туку за правата на колективот. Солидарно на колективот,
запознав исто така и жени кои што беа искусни дури во тој правец и имаа желба и уште да учат. Меѓутоа исто тоа што го спомнавме, можем да кажем дека го забележав и таму. Значи многу малку млади се определуваат или сакаат да бидат активни во такви кругови. А што мислиш зошто не сакат? Кои се причините? Дали има некои општествени причини кои што влијаат? Пред се мислам дека не веруваат, дека тоа е начинот на кој што они ќе дојдат до дека ќе се изборат за нешто многу по-конкретно во однос на нивните цели. Значи тоа ќе го издвоим како главна една карактеристика, значи тотално неверување. Дури ги прецепираат синдикатите како уште една политичка организација. На некој начин меѓутоа таа не е политичка во смисла на политичка партија која ќе се бори нели за пратеници, за и така натаму. Но тука зависи самите синдикати каков печаток остават. Така. Бидејќи не знам, не можеме да се пофалиме со големи успеси, да кажеме, на нашите синдикати. Се согласувам дека синдикализмот во нашава земја е на две патеки. И едната патека е таа која што го наследи синдикализмот од претходното време и другата патека е потребата за понезависна и поавтентична синдикална борба. И таа оди многу бавно и едноставно тешко, но сепак не изостанува. Се издвоија уште тогаш одредени синдикати кои што покажаа успеси на таа линија и тоа синдикати кои што покажаа висока еманципираност и дури капацитет да мобилизираат луѓе на таков начин да се борат автентично за сопствените права, онаму каде што местото на синдикатот и треба да биде. Тогаш јас се обидував да едноставно малку ги отворам видиците за проширување на борбата. Значи да не биде таа само во рамки на по мене така малку кланско водење на синдикалната борба само во сојуз на синдикати или само во некој си друг синдикат кој што нели ќе таа до некаде е интересна како компетитивност, меѓутоа од друга страна она што изостануваше, а кај некои синдикати кои што беа независни, постоеше е да се поврзат активистички издруженија заедно со нивната борба, бидејќи сите тие се актери кои што се на другата страна од сликата, во смисла на другата страна на сликата, тоест на страна на граѓаните. Да, имало такви обидини со годините, да кажем, активисти се спојат со синдикатите, ама секоја синдикатите до одреден степен се спојувале и после застанувале некаде као. Точно. Тука има многу недостига капацитет за заедничко менаџирање на тие прашања. Па тука и се јавува, затоа мислам дека и недовербата кон синдикатите. Ако не сакаат, пример, да действуваат заедно со активистите кои што ги таргетираат работничките прашања, тога се создава сомнес зошто не сакаат синдикатите и дали играат, да кажем се народски, двојно. Така. За жал. Така, они се, од моето искуство, голем дел од нив ги гледаат строгите легислативни одредби, кои што ја водат борбата на нивото на економско-социјален совет и строго се ориентирани кон прашањата кои што се однесуваат за правата регулирани со Законот за работни односи. Тоа секако дека и треба да биде така, меѓутоа едноставно ако премногу буквално ги ориентираме нашите активности на тој дел, просто стануваме дел од машинеријата. Ако не го држиме жарот на буден на она што е нова енергија која треба да биде привлечена и да соработува со синдикатот, ја изолираме бидејќи просто нема капацитет да се разбере како тоа да функционира на заеднички план. Имаше супер иницијативи, меѓутоа синдикална повелба постоеше. Да, повелбата постоеше, мислам дека не функционира веќе толку или можеби веќе изгасната. Значи постоја неколку такви иницијативи кои што сближуваа, но не успеа.
потребата пак ќе биде тука. Можеби ќе не надмине нас како дел од таа борба, меѓутоа едноставно мислам дека тоа е единствениот начин како да се продолжи понатаму во вакви комплицирани социјални и економски услови во кои што обстојуваме. Тие за жал од периодот кога ја имавме таа заедничка борба 15, 14, 15, 16, драстично се влошија, така што, глобалната криза настаната и одржувана на некој начин преку корона, исто така силно влијаеше на типот на работни места или на обликување на работните места во кои што таа пракса да се работи од дома, да се заштедат трошоците на работодавачите, да се зголемат на работникот. Така, да ги стави работниците дома, од една страна во комфор, но од друга страна паралелно и со специфични услови, бидејќи една просечна жена која што би работела дома, знаеме, во своето домаќинство, одржувајќи, се надевам, со помош на сопругот или таткото на децата, сега дополнително во истиот тој простор обавува и професија, што е прилично комплицирана ситуација која што се наметнува и на условите, односно на начинот на живот на сите членови во семејството. И не само тоа, мислам и тоа и учењето онлайн, или беше се префрли на онлайн и работа од дома и учење од дома. И се тука социјалниот момент го има со, да кажам, по сиромашните категории. Ако тебе двете деца, или три деца имаш и сите во исто време треба да слушат настава, ти треба да имаш 3 уреди дома за настава и 3 посебни простори каде нема нив да им се меша, нели? И плюс и родителот ако работи од дома, треба некаде баш тога се софркава, не живееме во палати за да можеме се да направиме од дома, нели? Точно така. Значи, да не зборуваме дека социјалниот момент, значи влијанието на просто на со кого ќе се дружам, со кого ќе излегувам, се помалку време да воопшто мислам луѓето не се ни заинтересирани дури надвор од работа да се гледаат, особено не во период на работна недела. Останува дека ново време ги стави луѓето дома, ги изолираше дополнително. Да, ние сме така јужноевропска земја во која што тешко можеш тоа да го скршиш, ама поприлично се намалени движењата и луѓето. Не е ништо како порано, не се дури така да речем и довербата меѓу себе станува малку Добро, луѓето дома седевме сите, нели, имавме време да размислиме, така што сигурно тоа има влијание, што нели успевавме по неколку дена, 4-5 дена да седиме сами изолирани. Да. И тоа валјда беше искуство за многу голем број од луѓето. Апсолутно. На некој начин секој, мислам сега, тие прилики овозможуваат човек да размисли што ти е значајно во животот и какви приоритети би си дал на себе си. Ја конкретно, искрено почнав да ги сакам сите тие многу бескорисни активности кои што ги правев, како на пример да цртам или да пишувам нешто, кое што тотално можеби никој нема да го види или нема да покаже ништо значајно околу тоа, меѓутоа мене ми беше значајно и едноставно му дадов простор на тој дел од себе си. Но другата неприлика е што паралелно со тие услови, конкретно во нашата земја која што е така лоцирана и економски поставена, значително се зголеми прекаријатниот момент. Значи, колку луѓето беа ставени во ситуација да работат од дома за несигурни работни договори, по тоа подразбирам договори во кои што нема да бидат баш осигурани, туку ќе бидат нели ако работат од дома или на одредено време, просто лесно се даваа договори на дело.
исто така, секако да говорите, стана, барем од тоа што го сведочам, и од луѓе што тогаш загубија работа, и од луѓе кои што сега успеа некако да дојдат до работа, новите договори со кои што ги продолжуваат својот живот се баш краткотрајни и многу несигурни. Од тука мене и не ме чуди што желбата на општото, или во општиот контекст е да се напушти земјата. Затоа што просто тоа не се услови во кои што може да се живее. Посебно ако си човек кој е создал фамилија или сака да се оддели од повозрасните генерации од својата околина, тоа не е возможно со овие услови во кои што ние сега денес живееме. Да, еве особено мислам луѓе што живеат под кирија во Скопје, а голем е бројот на тие луѓе. Работат по две работи или една работа на стандардна и парт-тајм друга работа за да можат да преживеат, бидејќи и тоа мислам ти го троши времето дополнително и ти веќе немаш порано за хоби прашуваат луѓето, што ти е хоби. Веќе нема такво прашање, не постои, бидејќи никој веќе нема хоби, бидејќи нема време да го стварува хобито и се за екзистенција. Точно, значи се согласувам и малку е незгодно кога сето тоа треба да го спакуваш во некој модел на родител, особено ако имаш деца кои што се во развој и имаат исто така милион прашања околу тоа што ги очекува во животот. Пример, јас можев да посведочам, бидејќи многу често зборувам со мојата ќерка околу, она има потреба да зборува за тоа. Често се прашува зошто толку рано ги насочуваат кон предмети како иновативност, предприемаштво, а самите деца едноставно имаат интерес за малку поинакви предмети од типот, не знам, креативност или филозофија или социологија или едноставно многу понапред одат и многу повеќе и критички сакаат да ги разговараат појавите и проблемите во општеството, меѓутоа тоа не е возможно и од тука е до некаде и одговорот зошто помеѓу младите кога веќе стануваат на возраст од прилика 20 почнуваат да речеме да работат, едноставно нема интерес да бидат дел од синдикат или дел од некој активистички круг кој што ќе се бара за зголемување на права од тип на работнички или плата или просто тоа не е возможно. Значи станавме општество кое што исклучиво се занимава секој за сопствениот двор, за сопствената ситуација, тоа е многу разбирливо, меѓутоа таквиот развој на феномените во општеството просто не носат во насоката која што посакуваме да го подобриме како целост општеството, колективот или заедницата. Дури туку заедницата веќе стана избришана од мапата на социјалното ткиво. Фамилиите стануваат во се потесен некој круг, скучени под сиромаштија или еден работ или двајца со многу ниски примања. Значи, тоа би била некако. Ова две минимални плати многу е апсурдно смешно, не ја достигнува цената на синдикалната кошничка. Да, значи, еве, јас ќе се ставам во како со оглед дека сум жител на оваа земја. Драстично ми се сменија условите и констелацијата на секојдневието од јуни наваму. Значи, веќе во јуни и јули се почувствува конкретно колку една плата која што можев да ја обезбедам за моето семејство недостасува за да се помине месецот, ако мораш да платиш и кирија и да обезбедиш се околу трошоците за семејството. Значи, тоа само покажува дека повеќе не постои разлика дали некој ќе се занимава со некаков си интелектуален труд и ќе биде платен толку колку што ќе биде и обичен работник кој што едвај се бори да ја надмине или да ја добие минималната плата.
Просто сиромаштијата натежнува над сите. И тоа е именителот кој што ги поврзува длабоко, се повеќе, посериозно и од друга страна Па класниот ја станува многу повидлив и без разлика на образованието. Да. И од друга страна оваа состојба пак на некој начин е табу, бидејќи ние не ја гледаме таа како дел од вестите на тековно ниво, туку сме вклопени во една токсична атмосфера на на живење на сон да се биде дел од Европа или некоја подобра иднина која таму негде некогаш би не очекувала, не велам дека таа не треба да се следи, меѓутоа она што не се случува е дека ние не ги зборуваме овие горливи теми кои што ги натежнуваат над секој млад, возрасен, особено стануваат тешки кога луѓето се во поодмината фаза во смисла на некоја средовечност, па ќе се најдат во ситуација да треба да се дел од пазарот на труд, па ќе се судрат со ејџизам, затоа што млади немаат работа, можеби немаат искуство, но се поинтересни за да бидат вработени. Просто едноставно полесно може да се манипулираат. Манипулираат е многу тежок збор, ама во секој случај да играат по некои правила кои што ќе се наметнат. И искусни кои што ги имаат компетенциите и вештините, меѓутоа не ги примаат просто затоа што добро знаат како стојат работите и можеби ќе биде малку потешко да се соработува. Значи и тоа се доживува во оваа наша средина. И покрај тоа што има голема невработеност и покрај тоа што луѓето си заминуваат, сепак станува тешко да се најде работа и многу тешко кога си над 40 и 40 и некоја плюс. Да. За жал. Таква е состојбата, ама. И са перспективи, што мислиш, дали нешто ќе се промени тука или... Да, како да го завршиме тоа со нота која ќе го надмине дефетизмот. Искрено јас веќе иднината ја гледам само во рамки на тоа што младите може да понесат како товар. Бидејќи тие имаат енергијата и се поставени така да можат да работат на овие прашања, кои што би импонирале во спротивна насока на она што е мејнстрим наметнат од политичките партии. Иднината ја гледам тука. Значи, прашањата на кои што застанавме, кога се случуваа настаните, кога активизмот го гледавме како начин да го подобриме општеството, мислам дека тука некаде јас ја гледам иднината. Значи, не одстапувам од тоа дека тие прашања треба да ги превземат некои понови генерации заедно со оние кои што го поминале патот на некој начин и најотворено да ги адресираат. Верувам во храброста на таквите нови генерации, бидејќи се гледа, можеби не може да ја видиме таа бројност како што можевме тоа да го видиме во тој критичен создаден момент во таа убава година. Меѓутоа верувам дека тоа е единствениот начин. Искуствата кои што може да ги добијат преку едукација, преку соочување со она што се интелектуална мисла, критичка мисла, тука, надвор од тука, сите можности да се искористат за да може да се донесат новости, да се активираат овие слоеви кои што просто се заспани. Е начинот на кој што може да се верува дека ќе има малку подобра иднина од сега. Мене ме радува дека сепак на одредено ниво одредени иницијативи се живи и активни. Дали се во делот на екологијата, на пример, или па најмногу би го подцртала тој дел, пошто мислам дека тука има доста
живо и активно активистичко ткиво во делот на заштита на градовите од напливот на нели загадувањето или климатските промени. Како и да е, сите овие иницијативи не водат кон одржување на таа жива активистичка и критичка мисла. И верувам дека тука некаде е еднината. На крајот на краиштата, еве, иако во многу тешки услови, социјалниот центар Дунја, гласни идеи се следбеници или изродени од таквите иницијативи, се уште живи, исто така се место кое што дава надеж. Фала. Па и тоа е, мислам, да не се постигне нешто, да се одржи линијата, нели, стабилна, отпорот. Апсолутно. И што поголемо поврзување со сите, јас, например, не го поддржувам до толку тој, како да го наречам, сатанизирање на невладиниот сектор. Си има, нели, каде што може да се критикува, меѓутоа сепак во невладиниот сектор постојат автентични луѓе кои што и автентични активисти и автентични активистички здруженија кои што можат заедно да направат активности и поместувања. И верувам во тоа. Така што да, малку зборувам како да сум пензионирана, искрено така се осеќам во делот на активизмот. Меѓутоа, да, секогаш би ми било драго да, ако некако можам, или нели изнедам некои нови начини да бидам дел од такви кругови. Одлично, супер. Па толку нов те прашам, ако може да додадеш нешто слободно. Па ете, пред нас е еден убав ден во кој што ќе одбележиме борбата за поголеми права за жените. Јас тука само би рекла, тоа е борба која што не се оддалечува од борбата против императивите на капитализмот. Така, мислам дека во тој дух би сакала еднаш вистински да го славиме така 8 март. Значи, феминистичката идеја, мислам дека треба да се врати на корените кои што би биле борба против сиромаштијата на жените, борба против жените да седат и да работат дома, да ги чуваат децата и заедничка борба на жените кои што својот труд го заработуваат преку интелектуалноста нивна и жените кои што својот труд го заработуваат со нивните раце. Значи, таа борба нема разлика, бидејќи едните и другите од денес живееме сиромашно. Да, апсолутно. Тоа би било мојот така завршни зборови за оваа тема. Те благодарам на гостувањето. Те благодарам, Джелан, од се срце. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.